По тоа што го кажавте дека имало лошо законско решение кое сега е подложно на ваква одлука на Уставниот суд, дали тоа велите дека вие сега ќе направите устав, тоест закон за двојазичност кој нема шанси да падне на Уставен суд. Сега вие ќе донесете подобар закон за двојазичност и ќе поведете двојазичноста за да не падне евентуално на Уставен суд и да не ви прави коалициски проблеми, јас како што ве разбрав. На крај тоа се сведува, ова двојазичност беше нелегална и противуставна, тогаш ВМРО ДПМН очигледно дека ќе воведе подобра и полегална двојазичност. Аба, ајде сега да навлеземе Во самиот феномен кој го дискутираме многу е просто, ние како партија имаме постулати кои се за задржување на унитарниот карактер на државата, нема никакви емоции, нема никакво нешто подлабоко од тоа и ние се држиме на тие принципи. Ако вие одите кон федерализација, тоа што е ваша одлука, која не верувам дека е правилна, но вие знаете, всушност ни треба една лингва франка, тоа е еден прост феномен секаде во светот, за да може да се разберат идните генерации и младите, затоа што нашите политички актери ја обесхрабруваат интеракцијата на младите албанци и младите македонци. Се ствара чувство на непријателство, се ствара чувство на неверување и се зголемуваат, се продлабочуваат стереотипите преку поделеноста во општеството која ја предизвикуваат политичките партии.